На 24. октомври во 47-та година од минатиот век. Околу 7 часот утрината во центарот на Федеративна Народна Република Југославија Белград, а пак директно од Марс, е паднато наглава поголем кобебе, кое за кратко време ќе го добие името Марин, а ќе го наследи директно презимето на татко си Бабич. Доста подосна во својот животен век и индиректно го наследува и моминското на мајка си, а момчешко презиме на револуционерниот му дедо војвода Герков. Човекот од Марс, сега веќе глумецот во пензија, Марин Бабич, на неговите 8 години своевремено во пионерскиот дом Мирчаце во Прилеп. Под учителство на Чичко Аце се запознал со штиците што подосна живот ке му значат. За време на своето основно и средно образование интензивно работел во Народниот театар Војдан Чернодрински Прилеп, со другарите и другарките како Најче, Тања и други. Заминува на студии во Софија, соседна Народна Република Бугарија, каде во 1971 од страна на најдолго владеачкиот лидер на земја од источниот блок Тодор Живков му е врачена дипломата актер. Истата таа 71 во минатиот век се вработува во Драмскиот театар Скопје, кој беше неговата матична куќа за време на целата кариера, каде што и се пензионираше. Како дел од неговите позначени улоги се издвојуваат тие во представите Болен Дојчин, Учени жени, Собирен центар, вообразениот Болен, Солунски патрди и Рибарски караници, Косанчичев венец, број 7, Виќен на мртовци, Нукс против водици, Смртта над Антон, Демонот од Девармало, а бил дел и од екипите на телевизиските серии како Кушава азбука, Млади водени, Солунски патрди, но и учествувал во радиодрами и играни филмови. Неговата публика, а се мисли на таа најбројната што го има запознато напор од Драмски театар, се среќаваше низ годините со него на манифестацијата Бебули, чии стихови сигурно и сега ви се вртат низ сеќавањата. Неговиот проект «Глумците пеат» ја возбудуваше македонската публика низ годините, заедно давајќи критика за општествениот развој. Но воздишките најмногу ги крадеше од 91-та, па и се уште ги краде и денес, во среда, околу клубото доба, каде само неговиот глас ги растреперува ушињата на неговите слушатели, а особено слушателки, пренесуван преку радиофреквенции во ноќната програма Вашиот пријател во ноќта. Да живее човекот од Марс.